Учениците и родителите незадоволни од оценките од екстерното. Само денес најмалку 30 на деветоуделенци од Истокот поднеле приговори за резултатите од екстерното тестирање. Поднесувањето на приговори е строго дефиниран. Ученикот кој поднесува приговор има право да има увид на понудените одговори и она кој го има кликнато, односно точниот одговор кој го има обележен ученикот сам се уверува заедно со неговиот преметен наставник, односно членовите на комисијата за екстерно проверување во училиштето. Сам се уверува дали неговиот приговор е основан или неоснован. Можност да приговараат незадоволните ќе имаат до четврток, а потоа има рок од 3 дена. Деци има рок од 3 дена да ги разгледува приговорите и да постапи согласно на законската регулатива, односно да даде одговор на приговорите. И резултатите ќе бидат внесени во едневниците, во електронските дневници, кои што ќе бидат вклучени значи во општата оценка на ученикот заклучно со целата година. Екстерното тестирање годинава беше причина за големи незадоволства и реакции на учениците и нивните родители. Најмногу реагираа на тоа што оценката ќе им влезе во општиот успех. Дали и на колкумина тоа ќе им го смени животот и ќе им ја ускрати можноста да се запишат во саканото средно училиште, ќе се знае по 20 јуни, кога почнуваат уписите во средното.